мајстор, како се стекнува искуство во овој занает, колку е барана оваа професија, колку се заработува од неа и што всушност клиентелат или гостите кажуваат за пица мајсторите и дали воопшто ги знаат кој што ги подготвува оној вкусен залак пред да се консумира, од чии раце излегува или пак од чија креативност. Бранко Глигоров, пица мајстор од ресторан Концепт, гостин во свој каст на Биди свој. Бране, здраво, добре дојде. Малку начнавме во околу ова што значи да се биде пица мајстор или која е убавината на оваа професија. Вообичаено многу ретко од вашиот профил се одважуваат да разговараат за својата професија. Поводот е тоа што беше на еден интернационален или меѓународен светски натпревар на пица мајстори во Италија, во Римини, лулката на пицата. Па тоа е и повод да разговараме за оваа професија. Како беше во Италија? Во Италија, само да те коригирам, во Италија беше светско првенство на правење пица, меѓународниот натпревар се одржи во Бугарија. Тоа беше лани 2022 година. Така ја добив квалификацијата за светското и таму се одби доста добро, како за прв пат, нели. Запознав многу луѓе, имаше доста публика, доста суди, мислам дека имаше преку 3000 публика. И која е суштината на ова светско првенство? Кога веќе го отворивме таа тема, што е причината, односно што се собирате таму во Римини? Па суштината е кој ќе направи подобро пица, значи тука има многу фактори, но тестото, какво е тестото, дали е добро ферментирано, кои се состојките, што ги ставаш врз пицата, тоа играе голема улога. Значи еден вид натпревар во кој што се докажувате вие со вашите вештини, со своите потенцијали во таа работа. Прв пат беше на овој натпревар? Да, прв пат. И трема имаше ли? Секој дека имаше преку, ќе ви кажа, преку 3000 публика, че цело време те гледат, коментират, навиват некои, нели, Македонија. И така. Единствен беше од Македонија? Не, бевме околу 10 пица мајстори од Македонија. Имаше пица мајстори од Скопје, од Гевгелија, од Струмица бев единствен тука во регионот. Имаше од Кратово, од Охрид исто така. Кочани мислам дека беше. Мери да те вклучиме те или само да го прашам? Редно е, колега, да ме вклучите здраво. Некако, ова и беше поводот да го повикаме Глигоров, Бране, овде во свој каст, да разговараме за таа професија пица мајстор. Млад, ама, не гледаш. Надежен и успева и на овој меѓународниот во Бугарија, сега на светско првенство. Не, во меѓународниот во Бугарија освои прво и второ место и така се квалификува во светското првенство. Добра квалификација. Во Италија во колкава конкуренција беше? Ми спомна дека има многу публика, но не слушнав. Имаше преку 3000 публика, имаше околу 1000 и колку надпреварувачи имаше, да, имаше од секаде. Од цел свет имаше надпреварувачи. Сите бевте во иста категорија, се правеше еден вид на пица. Како функционира овој шампионат? Имаше 7 категории. Значи имаше пица акробатика, пица романа, традиционалната италијанска пица, пица наполитана, пица класика, пица наполитана STG, пица наполитана контемпорареја, значи имаше доста категории. Јас бев во пица романа. Што значи тоа пица романа? Јас ги знам само по име пиците и ние нарачуваме, меѓутоа не знам дали го јадеме тоа. Италија на два дела на пици кои се прави во близина на градот Наполи се прави наполитанскиот дел на пица, а во близина на Рома се прави романскиот дел на пица. И има ли разлика помеѓу наполитани? Има, да. Има разлика. Тестото е, да кажеме, Наполи традиционално италијанско, со си имат они таму или некои специјални брашна за тоа и имат и во Рома, во близина на Рома имат исто. Така, друг вид на пица, нели не е кружна, него е како да обяснам се. Како прво агол, нешто. Да. Она што ние го викаме овде пастрмајле, нешто таа форма. Во таа форма. Ама пастрмајле нема во Италија. Не, мери јас ова
Секако, и овде ги има романа, мислам дека сум некаде. Да, сега ги Да, има па само во и Струмица, наполитана и романа сум слушнала, но дали е тоа вистинското што го јадеме ние тука? Да го исклучиме концепт. Да го исклучиме концепт, кај што вие дефинитивно го правите оваа како традиција, но во останатите Не, во Македонија ние сме први што ја имаме романа пицата, но и во Италија не е толку многу застапано, значи е многу ретка пица ни в цел свет која се продава. А што е специфично за неа? Што е тоа што е посебно за романа како пица? Па тестото. Може би не сака да ми открие тајната, добро. тестото играе улога, нели, многу фактори се за мислам дека температурата на амбиентот, температурата на миксерот, температурата на брашното, температурата на водата, тие се битни фактори за таа пица. Да биде врвна. Да, да биде врвна. И брашното е исто. Што подразбираш под врвна? Вкусно? Вкусно, да, вкусно. Значи се користи посебен квасец, посебна ферментација, посебна матурација има тоа тесто. И што бране, штом немаш овде на пица, не можеме ништо да коментираме. Можеме да вкусиме, не знаеме што е разлика. Што е разликата помеѓу она? Рецепти ќе вкусите. Па добро, ќе поминеме, не е спорно. Пред да почнеме со свој каз, колешката баш постојано прашање кога си веќе во ресторанот концепт, дали работиш по некој шаблон традиционален или па сепак се задоволуваат вкусовите и желбите на клиентелот? Да, муабетот беше дали струмичани бараат вистинска пица по стандардите како што е романа или морате да се прилагодувате на барањата на струмичани. Всушност дали ја разбираат вистинската пица? Што значи вистинска пица? Што значи тоа што ние го јадеме во Струмица? Ние овде што го јадеме во Струмица е, да кажем, основна класична пица. Значи, тие пици што ги правиме романа кај нас, тоа е нешто ново за Струмица и затоа мислам дека 70-80% од струмичани малци има ново, тоа има чудно, но мислам дека се навикнуваат. Пицата е стварно добро вкусна и Што содржи една пица? Вистинска? една вистинска пица содржи доматен сос, моцарела и босилјок. Стандардна пица. Толку? Да. Кашкавал? Да. А во Струмица се навикнали на повеќе вкусови, да кажеме сакаат кашкавал, сакаат шунка, сакаат врат, сакаат како еден вид пренатрупана пица. Сакате да ми кажете дека во романа доматен сос, моцарела и босилјок, колку што ве разбрав. Да, тоа е стандард. Толку од пицата. По струмички мрвка Не, нема. струмички имаме и ние. Значи, таа е стандардната пица, но ние да се прилагодиме на струмичани, ставаме и моцарела, шунка, да кажеме врат, кулен, нели по избор. Така. Го направивме исто по струмичките. Добре, на она што и го читав нели за твојот успех на светското првенство во Римини, многу е важен факторот околу тестото, колку што разбрав. Толку ли е битен тој сегмент? Битен е, да, значи има Вообичаено, фактори. извини, вообичаено луѓе ќе кажат еј, богата е пицата, знаеш, мислам на прв поглед кога ќе видиш, нели, месо, богата пица. Но ова што го зборите вие е дека тестото е оној клучен сегмент за една вкусна пица. Да, тестото е главен сегмент за една вкусна пица, значи 80% од пицата е тестото. Исто имаше и, да кажеме, како забрана, нели, не смееш повеќе од 4 продукти да ставиш на пицата. Затоа што мора, нели, да се искомбинира вкусот, за да се осети и тестото, да се осети материјалот што го ставиш врз пицата. И тоа играе клучен сегмент. И ти се одлучи за ајвар, колку што прочитав? Јас се одлучив за мојата Струмица, мојот струмички крај. Струмичанка, традиција, струмичанка да, пица, така беше. Како го искомбинира ајварот со пица? И доматен сос. Да, што излезе од тоа? Па, Каков печаток Или остави треба да на одиме италијаните? во концепт да одиме да ја пробаме. Ја имате предпоставно менито. ја имаме, да, струмичанка. Како реагира италијанците на тоа? Италијанците, Проба? да, пробааме, прашаа како сум го направил. Викам, тоа е нели македонска традиционална, тоа е струмичка традиционална што се прави сос и ме прашаа како сум го подготвил, дека е премногу добар.
Исто и скомбинирав и со овчо сирење, нели? Ставив и мартадела исто. Моцарела, мартадела. Ништо, немаме на увид, најдобро е да дојдеме во концепт Гладни сме, добро, леги ни потекува, добро. Добро бе, Бране, 25 години, пред да почнеме да го ревизираме овој каст, рече дека долги години си како пица мајстор, односно со овој занает, спомна нешто странство. Кога почна ти? Впрочем, извини да те прашам, јас знам дека готвачите, односно мажите се најдобрите готвачи, ова светски го покаже гастрономијата, но како се најде Бранко во кулинарството, во гастрономијата, ајде да кажем и во пица мајсторството? Како бидно? Па, пошто од мало имав, нели, желба за тесто, што може да се направи од тесто. Гледав дома, нели, како подготвуваат мекици, како подготвуваат леп. Тоа ме занимаше и на мои 16 години почнав веќе да се бавам со правење на пица. Така одлучив. И Каде ја направи првата пица? првата пица ја направив во Пендолино. Пендолино, пред колку години беше тоа? Тоа беше пред 7-8 години. Пред 8 години беше тоа. Јас па помислив ќе кажеш дома. Во кујната. Добро, да, и дома. Па тоа првата пица која што не, ова официјално. Да, официјално, професионална пица направена беше там. Ама во домашни услови не експериментираше вака те ова, те она. Да, и во домашни услови експериментирав. На 16 години. На 16 години, да. Каде се стекна со знаење и искуство за совршена пица? Предпоставувам дека не си цело време тука во Струмица. Да? Тука во Струмица стекнав прво правење на пица, но со текот на годините, нели, да дојдов до идеја дека сакам да научам како се прави италијанска традиционална пица. И така, отидов во Италија, работев таму, во италијански ресторант. Исто и во Бугарија бев на обука за италијански пици, италијански стандарти. Мене ме интересира какво образование треба да имаш за да бидеш пица мајстор. Дали е тоа исто За да бидеш пица мајстор не треба тоа образование. Значи, нели сега, ако сака може и да заврши, нели, такво образование, но главен фактор мислам дека треба да имаш љубов спрема тоа. Значи, да сакаш да го работиш тоа и ќе научиш. Значи, во денешно време на интернет имаш всичко, значи можеш да видиш нешто ако те интересира, можеш да научиш нешто, има обуки за пица мајстор, семинари, да. И сега колегата спомна дека мажите се подобри Добро, пица тоа го мајстори. покажувам, мислам, јас не сум толку во гастрономијата и ама од тоа што знам дека сите готвачи оние вака се од маж, иако не ги занемарувам дека и жените се добри готвачи, но Ама што е тајната во тоа? Зошто мажите се секогаш подобри и пица мајстори и готвачи и не знам. Јас ти кажам, премногу љубов даваат во тоа што го работат. Точно. Овде во Струмица и општо во Македонија не е застапано толку, нели, жената како пица мајстор, но во Италија, како што кажав, 7 категории, од 7 категории 4 жени своје прво место. Браво. Значи, браво. Да, нагоре ни светот. Жената знае добро пица да направи. Да, ја мислам дека може и тука да бидат вообичаено кулинарските работи, готвени јадење некако припаѓаат на жените, но со сета почти респект знам дека и тие можат и умеат доколку сакат да направат една пица. Ја да се навратиме на овие твои 16 години. Рече дека почна да експериментираш. Знаеш, ова е нека прва година средно образование и вообичаено ќе кажат овој женски работи, не, сериозно така првата перцепција. Како се носеше со тој, дали те беше срам или не знам, сепак јавноста ние сме овде колку толку патриархално, конзервативни, како во кујната само жена може да функционира. Како најде кај другари, кај друштво, кај заедница, Па, ова пред да станете официјално пица мајстор, вака нели предпоставам дека твоите другари дознале дека се маткаш во кујна. Не, јас таа желба имав, нели, уште многу мало и затоа некак имав и љубов спрема тоа, нели.
сакав да го работам тоа и некак не ми беше баш многу битно другите што ќе кажат, как ќе кажат, нели? Ама сакак да еволвирам во тоа, значи да бидам подобар еден ден. Да. Добро, си имал желба, цел? Имал желба, да, цел. Предпоставам дека и тоа ќе е апелот до младите, оние кои што имаат одредена желба да работат на тоа да го исполнат. Рече, почнавте со струмичките ресторани, на која возраст отиде во странство? На 18 години, само што заврших средното во странство. Првата дестинација ми беше Италија, Парма, таму работев 3 месеца. Таму прв пат почнав да работам италијански традиционални пици, наполитана. И после имав можност да одам во Германија исто, повторно во италијански ресторант. Таму работев година и пол. Од твоето искуство можеш ли да ни направиш една компарација како ја гледат пица мајстор како професија, например во Италија и овде кај нас? Каде е поценето? Се разбира, во Италија пицата си има, кажеме, своји стандарди. Во Италија тоа е најценето. Професија? Професија, да. И најдобро платена нешто? Најдобро платена, да. Моментално и тука во Македонија не се лоши платите за пица мајстор. За добар пица мајстор, што знае да прави струмички пици, италијански пици. Тоа како е јас, како за мене не е. Знам да направам струмичанка, знам наполитан. Италијански видове на пици. Мислам дека тоа е тоа. Да, не те фати страх на 18 години да заминеш релативно млад, сепак си имал одредено искуство, но првото нешто си добил улката на пицата. Да. Во Италија. Некако си викаш, или пак отиде со желба да се надоградуваш и да се докажеш. Со желба да се надоградувам, да. Имав љубов спрема тоа и уште се надоградувам, и уште ќе се надоградувам. Така да целта ми е, сакам да го донесам италијанската пица туку Струмица, нели, да стана како главен сегмент, нели, да не има ново на Струмичани, него да е застапано тука. Нешто вообичаено да стане. Да е застапано и тука во Струмица. Сакаш да кажеш дека би сакал да развиеш култура на јадење оригинална пица во Струмица. На кој начин? Еве ја има во, например, во концепт спомнав, ја има. Во концепт има романа, но наскоро ќе има и наполитанска традиционалната пица. Значи во иднина ќе се произведе тоа концепт и сакам, знаеш, да не е за Струмичани да биде тоа веќе нормална пица. Значи да видат дека стварно има разлика од струмичката пица и од италијанската пица. Дека италијанската пица е подобра, поздрава, до негде се користат специјални брашна, нели? И не гои италијанската пица. Како? Не гои италијанската пица, нема да се дебелее. Да се гледа по него. Па италијаните се во принцип сите слаби. Да, постојано јадат пица и тестенини, а тоа е нешто што дебелее кај нас. Што е тајната? Кога прават пица, сакат да изберат секој пат здравата варијанта на пица, затоа постојат и долги ферментации, високи хидратации на вода, да кажеме затоа 80% вода ути нема брашно многу, не содржи многу брашно и повеќе е на вода и е поздрава варијанта на пица. Можеш да јадеш пица без проблем. Да. Не те боли стомакот од кога ќе јадеш, значи здрава е за дигестијата и Па тоа би можело со некоја интересна манифестација тука или некако на друг начин да се промовира тоа, да се даде до знање. Ова што го слушам Мери, дали ќе биде романа, дали ќе биде наполитана, јас мислам дека најдобро е да се вкуси пица изработена од Брагане Глигоров. Па зашто да не е струмичанка и македонска некоја. Знае, прочитав дека сакаш да експериментираш. Да. Во која насока? Сакаш нови елементи, не така натрупано, но и како ти Значи, сакам да експериментирам, нели, да создадам некој нов вкус и нели не пренатрупана пица, него нов вкус и исто така сакам и да повеќе работим и на естетика, значи да е наоко убаво.
Амбалажата го Тоа продава се мислам дека кажеш. главните фактори за една пица, да. Да, но имаше направено и блага пица. Тоа ми стана Тоа малце чудно. мене ми стана чудно. Како Што значи блага пица? Блага пица. Пицата за нас е солена пица, се знае со кашкавалба. Ова десертни го сме. Десерт. Тоа е направено за луѓето што сакат да јадат пица, но да кажеме веќе има всичко пробано и измисливме ново пица, значи пица долче, блага пица. Наместо да апне палачинка, нека апне Блага пица? Да. Мислам, оти по-добра варијанта од палачинка да апне, оти нели, како што кажаваме, тие теста што ги правиме со високи хидратати се поздрави теста. И на општо на ти, да кажеме, поздрава варијанта на блага пица што ја правиме, оди со овошје, со јагода, со банана. Значи со некои безшекерни аерокрема, да кажем, нутели, сосове. Еве ти уште една причина да се оде во ресторанот. Тресни оваа со кусина. Друго знаеш да работиш, мислам, во кујна. Во кујна знам и пасти да правам. Значи имам исто така искуство и со пасти. Но по големиот дел сакам да го поминам во правење на пица. Значи друго нема занима моментално, само сакам, како што кажав, нели, сакам да еволвирам во тоа, да напредувам, да дознам некои нови работи. И така. Струмични, знаеш што викат? Таа што ќе те земе, ајер ќе се види. У кујна? Нема да готва ништо, здрава, слаба ќе биде, најадена. Браво. Не, сериозно дома готвиш нешто вака за своја душа или За своја душа, да, строго пица. Која е Може да твоја направам. омилена пица? Што правиш дома? Моја омилена пица е струмичанка. Значи струмичанката дојдов до сегмент, нели, како да ја создадам по традиционалните што ги користиме дома, да кажеме, нели, леп ајвар и сирна, и така искомбинирав со пицата и додав исто мортадела, пармезан и босилјук. Таа ми е моментално најомилената пица и доста пати дома ја готвам, ја правам, нели. и вака девојките што ти велат? Кога Девојките проба твојата пица во домашни услови, ај може и во ресторанот, ама дома кога знаат дека ти стоиш и те гледаат во кујна. па Се враќаме на изректа, како беше љубовта доаѓа преку стомак. Добро, во секој случај интересна професија е сега релативно млад си. Релативно млад. Оддамна си пошла во оваа професија. Како стојат младите струмичани со оваа професија? Дали никако со други очи ја гледаат? А рече дека една од профитабилните, доста ценете и овде во нашава држава и надвор од неа. Како? Па, за струмичење мислам дека по младиот дел мислам дека не е толку, знаеш, застапано и да сакат да бидат, нели, пица мајстор, но јас одлично моје искуство тоа го гледам како иднина на храната. Значи ќе дојде ден кога ќе, како да кажем, ќе почне да се произведуваат фест фуд, брзо, како да кажем, брзо достава до храната. И мислам дека пицата ќе биде многу по-позната во иднина, нели? Ќе биде подостапна, повеќе ќе има побарувачка, ќе сакат побрзо да апнат, нели, парче пица ќе има, да кажеме, Како што е насекаде и по светот. како што е секаде во светот. Кај нас го нема тоа, например. Кај нас го нема, пица, но мислам пица дека to go тој или кажа, како да е. Добро, зошто е ваква сликата, Бране? Мислам, сега, извини, може би да грешам, мои сознанија говорат дека една плата на пица мајстор во Струмичко е над 50-60 хиляди денари. Не е мала работа. Односно, не е мала сума, тоа се мои информации, може би грешам, може би не, и не сакам да те прашам колку зимаш, бидејќи зад сега имаш меѓународно прво, второ место по светско првенство. Зошто младите да не сакаат да го работат овој бизнес, односно оваа професија? Дали ми е невообичаена, дали сметат дека е премногу физички, иако да, има и физичка, но и креативност во оваа професија, како и во секоја професија. Што е причината?
А постојано гледаме дека се бара пица мајстор, се бара пица мајстор. На огласите. Што е причината според тебе? Па, повеќето пица мајстори во Струмица, моментално работам пространство, и во Струмица е голем дефицит на пица мајстори. И за желбата тука на младите да станат пица мајстори, не знам точно што е, но Чудно им е да бидат во кујна. чудно има да бидат во кујна. Може ли секој да научи да биде пица мајстор? Па зашто Треба ли ако... талент да има? Јас сега размислувам од утре задутре да почнем јас пици да правам колешки. Мора да вртеш, колега. Ќе вртиме, ќе се научиме. Бране знае да го... Да, Како ги прави пица? Вртејки како. Има ли некои посебни... После шмек во првењето пица. Не, мислев на тоа дали има некои посебни Техника. критериуми, техника која треба да ја поседуваш. Пак да кажам, талент некој за да можеш да бидеш. Секој не може да биде добар кувар, исто и кај жените, некој готви подобро, некој по-недобро. Да, може би тоа е твое субјективно мислење, ама ако гостите го сакаат твојот специјалитет кој што го правиш за собственикот на ресторанот, ти си добар готвач. Па исто така и за пица мајстор. И за пица? Значи Да, може ако секој да биде гостите- пица Да, мајстор. може секој да биде ако сака, нели да биде, кој има желба спрема тоа. Да, ама во секој случај треба да се надоградува. Ова што го рече и Бране, уште од 16 години почнал, на 18 години се одлучил буквално сам да инвестира во себе, да се оттргне од родната Струмица, да отиде, не знам, кај беше во Во Италија? Во Парма, да, во во Италија. Парма, да се надоградува. Од таму патишно да го несле во Германија. Мислам дека прочитав и Хрватска, така да ова е пат кој што доколку се има желба, ама затоа се Бране заработува доста Доста добро, доста добро, да. Затоа јас Тоа е ќе заклучено. тргнам по неговите Може да чекори. биде пица мајстор. Тоа ми беше и поинтата како да ги натираме младите да инвестираат во самите себе. Предпоставам или не те прашав, угостителство имаш завршено средно или не? Не, мислам. Нешто сосема трето, Да. но се одлучил да одиш по оваа професија. Да. Како да мислам, кој е оној твој совет до младите? Значи, еве завршил средно образование и си мисли дека треба да го најде работата на она на што учел. А во денешно време до квалификациите, преквалификациите, стекнување нови вештини е она што се бара на пазарот на трудот. Да, но мислам дека тука играат многу фактори. Значи, Дали сметаш се дека треба да бидат пофлексибилни? Едноставно, ако завршил правен факултет, не значи дека тој мора да биде правник. да. Но јас пак ќе кажем дека се почна од желбата, че да сакаш тоа да го работиш. Мислам дека во Струмица веќе не станува се понезастапно. Не е толку атрактивна Не е тоа толку како атрактивно, професија. да. Аха. Нема, како не е атрактивна, над 56 хиляди плата не е атрактивна. Да, ама фактот покажува дека не е атрактивна. Немаме многу млади заинтересирани да бидат пица мајстори. Јас ти реков од утре одам пица мајстор. Добро, колега, кој ќе го води подкастот? Заедно со Бране. Повели Бране. Во зависности тоа нели од дома како го учат детето, како што гледам и примеќам нели 80-90% сите сакаат програмери да станат, се запишуваат програмери. И така мислам дека во денешниците имат многу повеќе избори и мислам отиде на таа бранша, затоа не се толку. Да. Утре си на работа. Или денеска си на работа, денеска мислам пополне рече втора смена. Те могам опиши го влегувањето, значи влегуваш во кујна и почнуваш да правиш пица. Колку дневно прави пица? Па дневно мислам дека има некако околу 300 до 400 пици дневно. Сите Има гени варијација. своја рака поминуваат? Не. Значи вкупно сме 5 пица мајстори таму. Како што кажав, има варијација во порачките, значи викендо имаме повеќе, значи 400, 450, 500, во зависност од тоа нели. И најмногу има во сезоната, кога е летото. Значи тука може да дадеме и до 600 пици, 550, 600 пици, во зависност од тоа. Се осеќа кога доаѓаат од страна луѓето и разбират да, се таа осеќа. пица, порачуваат романа пица. Порачуват ја, да. Во сезоната доста ни оди романа пицата
затоа што нели тие доаѓаат горе, знаат како што Ја препознаваат. се пробали, ја пропознаваат, да, и има поголема поборовичка на Романа. Да се вратиме повторно во таа кујна или ајде пица кујната. Каква е атмосферата? Динамична, постојано се довикува. пици, шо? Не, се довикува. Ајде што бидна ова пица Романа, пица Наполитана, пица струмичанка или капричиоза, не знам сега да не ги Така е, набројам, или лосовица, капричиоза. вегетаријанска. Каква е атмосферата? Па, флексибилност и да се договараме, нели, ме прашуваат за колку време ќе излезе пицата, кажа ви за колку време ќе излезе. Има како да кажем, значи кога е готова порачката му притиснуваш бројчето на келнерот и тој доаѓа си ја зима и ја носи. Така да мислам дека не е дошло ни до таква ситуација, нели да биде Да се чека пица да се пола чека сат. пица. Затоа што сме нели повеќе луѓе таму, повеќе пица мајстори и така мислам дека е флексибилно, нема некои тензии да кажем. Да. Ја правише струмичанка. Ја правиш пицата, си подпевнуваш, не знам. Не, сериозно те прашувам, сепак ова е 15, не знам колку прилика е за една пица. Зависно со денот, како ми си подпевнувам, но Не, колку за една пица треба 15 минути, не знам колку или повеќе. за 2 минути. 2 минути. Толку се пече една пица? Да, 2 минути. 2 минути се пече пица. Аха. На 380 степени. За 4 минути мислам дека е готова веќе. Може И да ти се- кога ова тестото кога го истегнуваш, кога ги ставаш овие состојки дополнителни, значи си подпевнуваш. Па, тоа ти кажа во зависи од денот, нели, како ти е, ама сепак со љубов го работам тоа, значи без разлика денот каков ми е, сакам кога ќе направам нешто, да го направам да е добро. И колку јаде пица, Бране? Јас, Да. колку јадам пица, јас... Има ли ден без пица? Има повеќе денови без пица, оти кажах, нели, 8 години сум од това, малку ми е пицата Презаситен си. презаситена, да. Ти кажем дека експериментирам, пробувам и сега овој период не сум пробал баш пица, нели, не сум јадал, но ја правам. Кога се врати од Италија, малку сака да одмори. Таму е. Да, таму пробав доста пици, бев. Имаше ли нешто интересно во Италија, како не знам, некој посебен вид на пица што тука не се ни спомнува, го немаме пробано? Пренеси ни некое интересно искуство. Наполитанската пица, значи бев таму во Дамикеле, во едно од најпознатите пицери во Италија, таму јадев пица. Бев во браншите на Бончик Габриеле, значи исто и тоа има ресторант и е како синџен из цела Италија, застапена. Бев и кај него пробав исто Романа што го правиме ние моментално во концепт. И така, консултации со нив исто имав, значи не очекував дека ќе ми даде некој рецепт. Но А ти ги даваш твоите рецепти? моите рецепти ги давам, да, во Италија, не тука. А баш сакав да прашам. Што? Рецептот за А, тестото да. Романа нешто, да откриеме нешто. Значи му покажав дека јас работам исто Романа, дека сум бил тука во Италија, дека знам да ги работам сите италијански пици. И така и тој ми даде нешто, некои идеи, јас му дадов некои идеи, значи консултација. Колешки имаш прашање или неколку блиц прашања од моја страна до Сакав Бране? да го прашам Повеќе? само каде се гледа Бране за 5 години? Кои се твоите амбиции, кои се твоите, не знам, За желби за 5 години војни? се гледам тука во Струмица и Со сопствен ресторан. Со многу... со италијански пици пред се. Значи италијански пици сакам да бидат позастапни тука. Тоа ресторант нема да отварам, ќе се Чекам да видам што ќе откова. Со уште многу Ќе гледаме да ги титули од промовираме тие шампионати европски, светски. светски пици, да, тука. Така да мислам во наредните 5 години дека ќе биде секако што треба во Струмица, ќе биде доста позната наполитанската и романската Јас се пица. надевам дека и ќе ја подигнеме заедно, ајде да кажеме, културата за вистинската пица во Струмица. Да. Колега, повелиш твоите блиц блиц прашања. прашање. Доаѓаме во концепт, нарачуваме пица. Со пица кој пијалок најмногу води? Со пица
во зависност од состојките нели на пицата, зависи каков вид на пица порачуваш. Обично оди пиво или вино. Значи имаше таква интересна категорија во Италија, на светското, треба да направиш пица, ама да ги искомбинираш и со пивото. Значи да така се добиваат најмногу поени, значи да искомбинираш пица со состојките и пиво, добро пиво. Која пица оди со пиво? Па Ништо не кажува, Да, нема тајни се тоа. Не, често пати дилема ми се создава што? Обично и пиво, вино. И си викам, зашто не жолт? обично со пиво нешто солено оди, така да мислам некоја со повеќе видови на сирење некоја пица би дошло добро. А вино, бело или црвено? Во зависност од Состојките. состојките. Второ прашање, кога не е на работа, како го троши слободното време Бране Глигоров? Шо прави? Обожавам да спортувам Што? во теретана. Во Спортист. теретана, фудбал исто играм доста. И читам некои книги. Книги Што за книги пица. читаш, види книги? Да. Што книги читаш која брач? Па читам повеќето ми се за пици, за италијански вид. Аха, Че си имам неколку книги да така што ги читам. Добро, рече дека се надоградува. Дали со пица ги заведуваш девојките? Па не сум до сега така искуствено, мислам дека поединат треба да пробаш. треба да се направат. Да. Дојде на вечер на пица, ги ти приготвя. Тоа би било и кој оно апа до младите. Релативно си млад, рековме, успешен во својот занет, во својата професија. Што е она како порака што би сакал да ја упатиш до нашите гледачи со оглед дека овој каст оди на платформата Биди свој? Па да се трудат, ако имат цел да се трудат околу таа цел, значи да читат, да се надоградуваат и мислам дека не треба да се откажат, нема потреба, Од своите соништа. да, треба да се продолжат. И да не се срамат од професијата што ја работат, предпоставам. Бидејќи она, низ разговорот го рековме дека како ние во кујна да работиме. Но кога си има љубов и кога сакаш да успеваш кај да си, ќе успеш. Ране, имаш еден голем минус од мене, ама тоа ќе го надоместиме, со оглед дека ниту романа, ниту наполитана, ниту струмичанка, ниту она благата. Гладни останавме на целиот подкаст. Благодарам што се озва на нашата Благодарам вас за покана. поканата. Се надам дека успеавме да те доближиме до струмичани, но и пред се и твојата професија, што значи да се биде пица мајстор и можеби ќе поттикнеме на некој начин и Се надевам, да. да и луѓето повеќе да се занимаваат со овој бизнес, односно да бидат пица мајстори, но и да ја користат веќе онаа вистинската италијанска пица и тоа во вашиот ресторан. Ери? Благодарам и од мене, Бране. Благодарам и вас. Жал ми е што не успеав да извлечам никаква тајна за тестото, но ајде, се надевам нареден пат. Па добро, откако Фала ви. ќе консумираме и дегустираме, ќе ги кажеме нашите забелешки дополнително. Бране, благодарам многу, а вам поштовани гледачи, благодарност за вниманието. Свој каст Бране Глигоров, успешен пица мајстор. И благодарност до Europe House за тоа што ни овозможува да го снимаме секој свој каст.